превозниците си бараат начин како да продолжат. Јас стално викам, никој не знае колку многу капитал е вложен во транспортот, затоа што е натркала и не го гледаат. Меѓутоа е огромен капитал кој што секоја друга држава би го примила. Поготово што сега од поголемите фирми овакви имаат Евро 5, Евро 6, што се возила, кои што се прифаќаат. Од друга страна, возачиве викаат, ако јас не можам да возам месец за месец па да си остварувам соодветни средства за екзистенција, ќе си оди во Европска унија. Што значи, едино решение е да ги задржат возачите, да работат и да преминат во друга држава. Се уште ние на ниво на раководство не сме размислувале за блокади. Јас искрено не посакувам да се направи ваква блокада како што беше, затоа што штетата најмногу ја имам на ние државите од Западниот Балкан. Моите колеги од Србија и Босна и Херцеговина веќе имаат одржани такви состаноци однапред и се спремни да блокираат.